Практично како единствен европски производител кој не е од Германија, Рено на IAA Mobility салонот ја покажа новата пета генерација на Сеник, кој сега е трансформиран во електричен кросовер. Но иако ги нема моноволуменските форми, овој пионер во својата класа го задржа семејниот карактер, сега засилен со фокусот на одржливоста и безбедноста. Серискиот модел изгледа многу слично на концептот прикажан минатата година со благо припитомени дизајнерски карактеристики. Тогаш тој остави силен впечаток заради што сега во француската компанија се надеваат дека ваков каков што е, ќе им биде привлечен на купувачите. Димензиите не му се многу променети, малку е подолг и со поголемо меѓуоскино растојание, но е понизок. Тоа го налагаше новата форма, но заради електричната платформа никмалку нема загубено од практичноста. Напротив, со додавањето нови функции, Сеник сега е попријатен за патување. Рено истакна дека 24% од материјалите користени во Сеник и Тек се рециклирани, додека 90% од него може да се рециклираат, вклучително и батериите. Архитектурата на која е поставен е пренесена од Меган и Тек и Нисан Арија и нема некои изненадувања. При лансирањето новиот модел ќе биде достапен во неколку верзии. Основната ќе добие мотор со 170 конски сили и батерии од 60 кВт, кои овозможуваат автономија од 418 км. Посилната ќе има 218 коњи, батерии од 87 кВт за 610 км автономија. Како електричен модел ќе добие и единствени звуци за предупредување на пешаците и добре дојде на патниците, креирани во соработка со светски познатиот Жан-Мишел Жар. Почетокот на продажбата е закажан за првите месеци идната 2024. Цените ќе бидат објавени дополнително, а производството ќе се одвива во Франција.